За распределба на оваа социјална зграда, која брои вкупно 52 станбени единици и истите за краток временски период ќе бидат дом за исто толку ранливи категории на граѓани од општина Гевгелија. Согласно одлуката за распределба, право на аплицирање за добивање на социјален стан ќе имаат неколку категории на граѓани. Првата категорија е за деца над 18 години без родители или родителска грижа, односно кои до својата 18 година биле згрижени во институции за деца без родители. Втората категорија е за корисници на право на гарантирана минимална помош. Третата категорија е за лица погодени од елементарни природни непогоди без разлика на правниот статус на нивните постојани живеалишта. Под број 4, лица со попреченост и семејства на лица со попреченост. Под број 5, лица припадници на ромската заедница социјално загрозени согласно стратегијата за роми на Република Северна Македонија. И под број 6, самохрани родители со малолетни деца. Барање за добивање на социјален стан покрај овие критериуми треба да ги исполнуваат и следните услови: да бидат државјани на Република Северна Македонија, да бидат со постојано место на живење во општината каде е изграден социјалниот стан, лицето кое се пријавува да не поседува стан во лична собственост или на брачниот другар, како и на полнолетните членови на неговото заедничко домаќинство. Колективната станбена зграда за лица од социјален ризик во Гевгелија е со површина приближно 2400 метри квадрати, катно с 5+4. На приземје има 4 станови кои се за инвалидизирани лица и 5 деловни простори. На секој кат има по 12 станови и вкупно располага со 52 стани, со површина од 35 до 49 метри квадрати. За секој стан исто има и подрумски простори. Изградбата беше започната на 14.10.2020 година, а истата е завршена согласно договорот за градење и технички прием е направен на 11.8.2022 година. Купната инвестиција изнесува 102 милиони денари.